Уморни од секојдневието и протестите што редовно го блокираат градот, поголем дел од скопјани кои останаа дома, денешниот ден на трудот традиционално го одбележаа со пикник низ излетничките места крај Скопје. Што е подобро вака да се одбележи 1 мај или со протести, можеби во секој во својата професија? Ја мислам вака. Зошто? Не Преку глава протести ни дојдоа. Non стоп протести сега малку се пуштени. Со пикник. А зошто не со протест? Зашто протестирам? Задоволни сте од вашата работа? Задоволен сум. А дали сте задоволен од вашата работа, да речеме од правата како работник? Како ти кажам, не сме многу. А би протестирале ли за работнички права? Ако не, зашто не? А зошто не денеска вие се одлучивте токму да Сега сакат и жените, деца да шетат тоа. задоволен сте од вашата работа? Да, превише. Значи нема потреба од протести. Не, нема шанси. За мене персонално. Така. За други може не се задоволни. Скарата како неодминлив првомајски декор не недостасуваше ниту годинава, иако видливо беше тоа што поголемиот дел од граѓаните беа дојдени со однапред подготвена храна. Од повеќето ресторани што овде се наоѓаат на езерото Треска крај Скопје, годинава за 1 мај, работеа само 2. Веројатно тоа е и причината што граѓаните годинава се одлучија повеќе да донесат со себе готвена храна, а помалку да седнат во ресторанчињата или пак да ја разгорат скарата. А меѓу скараджиите се водеше полемика што е подобро, скара на плин или по старински обичај на ќумур. А полесно е вака наместо со дрва? Со плин полесно. Не е полесно, ама по-добро за јадење. А повкусно е? Повкусно, да. Природно, не е со. Денот на трудот се празнува во знак на почит кон жртвите од штрајкот што се одржал од 1 до 4 мај 1886 во Чикаго САД, кога демонстрантите барале воведување 8-часовен работен ден.